Доведи го даскалот. Не пуштај го од пред очи да не прави ујдурма. А овој пезевек, води го во друга соба и стави го под клуч. Разбирам, ефенди. Ке одам кај макамот. Би се гледа поразбран од јузбашијата. Деца ли почнавте да апсите кај макам ефенди? Детето да не збркало нешто, а јас не знам. Рече го испратил учителот во Прилеп. Поарно да го распрашам учителот. Велки нешто знае. Добар ден, учителе. Добро што дојде. Разбрав, па го земале Никола. Знаеш ли зошто? А јас дојдов тебе да те прашам. Вчера како да станала некој збрк? А ти реков да припазиш на детето. Вчера Никола за прв пат не ви дојде на училиште. Како? Па зарем ти не го испрати? Во Прилеп кај инспекторот однесе писма. Ама каков Прилеп човеку? При сиотум се испрачали дете толку далек. Дури сега не знам што да мислам. Ме лажеше дека однел писмо во Прилеп. Се плашам да не е замешан во убиството на Али Саид и на собирачите на данок. Какво убиство? Собирачите на данок од Рувци. Сите си истепани кога заминале кон селото Горна Диваци. Ами сега? А може би Никола нема врска со тоа. И што ќе почекаме? Ти не оди на полиција. Прави се како да не знаеш ништо. Можеш да испратиш мајка му. Жените не се подсомнуваат. Ти благодарам за својата, учител. Нема друго. Ќе чекам. Со здрави. Јузбашијата рече да појдеш веднаш кај него. И по патот додиш како што треба, да не правиш некоја ујдурма. Гледаш дека сум на час, како да ги оставам децата. Јас ти реков што рече Јузбашијата, ти како сакаш. Деца, ве молам да го продолжите часот додека се вратам. Отворете ги читанките и читајте го новото четиво. На глас. Митре, ке читаш ти.
Добар ден, Юзбаши ефенди, си ме викал. О, Бујром, Даскал Ефенди, седни. Не сум за седнување, имам час во училиштето. Деде, ако пропадне часот, дуњата нема да пропадне. Нашите деца не одат на училиште, па знаат да држат толку голема царштина. Седи. Сакам нешто да те прашам. Праша Юзбаши ефенди, ако знам ќе одговорам. Аферим, Даскале. Кажи ми, оној чоджук на Јана Кикарев беше ли вчера на училиште? Од кога власта почна да води сметка за тоа дали нашите деца одат или не одат на училиште, Юзбаши ефенди? Одговарај што те прашувам, беше или не беше? Па и беше и не беше. Како бре тоа и беше и не беше? Па прво дојде на училиште детето, но јас имав едно писмо да му испратам на инспекторот во Прилеп, итно. Го замолив да го однесе. И велиш, дете дури во Прилеп. Па децата имаат брзи нозе. Надолу стасува за 2 часа, а за назад кога ќе стаса. Затоа го фати ноќ. И велиш, важна работа, а? Юзбаши ефенди, ние сме пред годишни испити. Инспекторот треба да каже кога ќе дојде и кај нас, да се подготвиме. Еве, ми испрати одговор. Еве го писмо, прочитај го. Ѓаурско писмо не разбирам. Добро, Даскале, штом велиш ти, може и да е така. А може и да не е така. Ќе почекаш малку, јас имам една работа. Ќе кажеш ли ти бе, каде беше вчера? Во Прилеп. Во Прилеп, а? Твојот Даскал вели дека не те пратил во Прилеп. Како не ме пратил? Инспекторот ми даде писмо и јас му го дадов на учителот. Лазеш бе, домуш! Што те пратам јас тебе, сургун, брз таму! Пропилетно. Ти, Даскале, можеш да си одиш. Юзбаши ефенди, од кога власта на неговото величество султанот, Господа му ги умножи годините, почна да апси деца? Безбили има зошто, Даскале. Јас сум учител на тоа дете. Ако имате докази дека е криво, добро. Но ако нема, да не оди работата до валијата во Битола. Докази нема, Даскале. Ама тој чоджук брка некои работи. Добро, земи го и води го на училиште. И вие, Даскалите, матите вода. Јас не дозволувам никакви инсинуации, Юзбаши ефенди. Ајде, земи го тој Ешек и оди се. Ешреф! Бујром ефенди. Пушти го тоа копие да си оди со Даскалот.
Пушни ги. Овој пат лесно помина, Никола. Ви благодарам, господине учителе. А можеш ли да ми кажеш каде беше вчера? Ама... Ветив да не кажувам. Се законно. Браво, браво, треба да држиш збор. Сега слушај. Во борбата за слобода потребна е храброст, но потребен е и ум. Ако продолжиш вака, ќе станеш вистински член на нашата внатрешна македонска револуционерна организација. За сега запамети го само тоа име. Кога ќе дојде време, ќе ти кажем повеќе за тоа. А не се ли тоа и ајдутите, господине учителе? И ајдутите, но ова е нешто многу повеќе. Ова е сиот наш народ, и старо и младо. Значи и децата, учителе? Реков сите. Деца, ова не го очекував од вас. Учителе, јас читав, ама никој не слуша. Добро. Да го продолжиме часот. Ајде седни се на место. Митре, кажи ја песната. Орелски крилја как да си метнех и в наши страни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Ако каковде сонце ме сретит, ако пак мрачно сонцето светит, на път далечен ја ќе се стегнам и в други страни ќе си побегнам, каде сонцето светло угревјат, каде небото од звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме опива, и темна магла земја покрива. Мразо и снего и пепелници, силни ветришчеви улици. Околу мъгли и мразо и земни, а в грди студо и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места ја да си идам да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греи душата и сонце светло заедвит в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит, или од ветар сино темнеит. Поле погледниш или планина, сегде Божева е хубавина. Тамо по срце в кавал да свирам, сонце да заедвит, ја да умирам. Деца, ова песна е од нашиот поет Константин Миладинов. За него ќе ви раскажувам утре. Би сакал сите да ја научите на памет. Ќе научиме. Ајде, има ли некој друг да каже песна? Еве јас. Ајде, ако е добра, ќе ја кажеш и на испитот. Стани, клета Македонијо. Не е време за сон. Стани, мајко Македонијо. Стани. Собуди се. Русите, србите, грците, бугарите. Сите се собудија. Добро. Само- Друг пат ќе ни ја кажеш целата. Што учителят, песната е многу убава, нека ја каже до крај. Убава е, деце, убава. Само може да биде кисел. Ајде, излезете надвор, поиграјте си. Ајде ви раска. Ајде. Абе ме удри 3 пати со камшикот. И си испаши ли? Јас да ти кажам право, би умрел оста. Коле. Абе заплаши, не си испаши, ама си го стегнам срцето. Коле. А што те прашуваше? Остави, не може за тоа. Туку слушај. Се случи многу важна работа. Ајдутите ги убија во шумата собирачите на дан. Жити мајка. Жими мајка бе. А ти? Шо го тепа делото ти? Е, тие. Абе коле. А Нуне, си го видел ли Нуне? Го видов бе? И што вели Нуне? Абе, не знам како да ви кажам.
Но не вели да не брзаме. Сега имало некоја нова заклетва за цела Македонија. А имало и организација за целиот народ и за децата. Мене ми е страв. Ќе ни испратат сите во Сурбин. Зошто да не испрати? Татко ми така рече. Абе, слушај, ако некој се плаши, не мора. Ние пак ќе си останеме другари. Ама ништо да не прашува. Важи? Важи. Што ви правите? Како сте? Како оди со организацијата? А? Голема врева се крена околу убиството на даночниците. Не можеш ли да го наговориш Ристе војводата да се откаже од одмазда? Хајдутите тешко се одречуваат од своето начело око за око, зап за зап. А вети во иднина ќе слуша организацијата. Се плашам, уште не сме почнале да не се провали работава. А друга невалја ни стапна на шијата, имаме мака со децата. Хајдутската дружина го замешала и детето на Јанаки Карев во одмаздата. За малку ќе настрадаше. Слушај, ако ти распрашуваат во полицијата, речи дека детето било кај тебе во Прилеп, иде да ти донесе писмо. Да, ќе ми раскаже за ова подоцна, да не ја збркаме работава. Сметам, Тошев, децата да ги држеме понастрана од организацијата. Зошто? Како тргнало, брго ќе се провалим. Не го делам твоето мислење. На нашето револуционерно дело му се потребни помлади генерации. Внимателно насочувајте ги, побудните кон организирање ученички револуционерни кружоци. Но вие стоите понастрана. Почнете да речеме со детето на Каревци и со неговите другари. Ваквата работа со младината во Битола се покажа мощна ефикасна. Од кога ќе почнете со еден кружок, кога него убаво ќе го организирате, кога ќе го оформите. Добро стори што го пушти детето. Треба да ги гониш хајдутите, а не децата. Така ти се чини, Кајмакам ефенди. Го пуштив детето да ми влезе во капан даскалот. Денес доаѓа тој нивен инспектор. Кој знае каква ујдурма кројат. Тој инспекторот во Прилеп има забркано многу работи. Мораме да бидеме на штрек. Аха, еве го. Доаѓа инспекторот Пере Тошев. Чест ми е, Кајмакам ефенди. Бојрун на по едно кафе. Брзаме, Кајмакам ефенди. Знаете, утре имаме испит. Се надевам дека моите колеги ве поканиле. Имам чест да ве поканам и од мои. Ќе дојдеме. Тие деца се и наши деца. На царштината. А мене не ме каните, а? Како не, Јузбашу ефенди? Таткото на градот, Кајмакам ефенди, бива ли да оди сам? Збогом. Како ти се види инспекторот? Учен човек. Учен, умен и лукав. Моите луѓе нема да го испуштат од пред очи. Тој е кабил јарамиите да ни ги доведе во градов. Внимавајте добро, не следат. Подобро тука, намегнам да поразговараме. Внатре сме посомнителни. Како сте да работите со градскиот комитет? Веќе го создадовме, само уште не сме спремни за акција. А со жените, колешка? На мртва точка. Патриархални. Симпатизерки има, но за сега се уште ништо. Само полека, стрпливо и работите ќе тргнат. А ти, Ѓорѓи, не кажа ништо. Што да речам, Пер? Повеќе сум в кревет.
Овтика, знаеш. Не отчаивай, брат. Се подготвивте ли за утре? Внимавайте да не се изтрча некој ученик. Такви провокации не би ни требале. Знаете, ќе има и представници на власта. Царева силна волја ја расеа темнината, во робска неволја ја расшири светлината. Да е здрав и честит нашиот султан и со него да владее наука и благодет. Аферим. На подвиг денес сме прозвани, торжествено собрани да вознесеме песни. Да е здрав и честит нашиот да е здрав и честит македонскиот народ, со него да владее наука и благодет. Зошто не го рече до крај името на султанот? Се збрка детето Каймакам ефенди. Нашири Нур Шакиджи хан, Абдул Амид Султан, Халја Фетхана, Гечти, Дихим Шереф, Булдум. Аферим. Ете, ова дете не се збрка. И тоа зависи од дарбата Каймакам ефенди. Сите гнасни кеседжи, сите сорти силеджи, удри мачи, коли беси, Македонија нек се треси. А пак вие, браќа мили, запрегнете машка сила Македонија за да биде што е била. Самоилов црвен стег, нек се вие, нек се носи. Како ви е овој Самуил? Овој ваш македонски цар? Даскал ефенди. Ништо, Каймакам ефенди, историја. Ние сме имале свој цар уште пред да дојдат османлиите на Балкан. Ти реков Каймакам ефенди дека даскалите ја матат, сите треба да се затворат и сурбун да се пратат. Ова ќе дојде до Битола, до Валијата! Успокојте се, луѓе! Успокојте се! Не ова ни прв ни последен пат да дојде до вакви недоразбирања. Валијата во Битола е разумен човек. Тој знае дека уште пред да дојдат османлиите на Балканов, овде имало и народи и држави. И ние сме имале своја. Историјата е мајка на науката. Таа не сме да се заборава, ниту да се брани. И самите видовте. Инспекторот не се исплаши. Дури го помилува тирчо по главата. Но не. Ајде да почнеме, а? Ајде. Клетвата ќе ја чита Коле. Евете, Коле, дај. А вие сите повторувајте по него. Оп. Се колнам дека ќе бидам верен член. Се колнам дека ќе бидам верен член на револуционерниот кружок. на револуционерниот кружок. На тајната македонска револуционерна организација. На тајната македонска револуционерна организација. И ќе му служам. И ќе му служам според своите сили. според своите сили. Верно на својот народ. Верно на својот народ. Во борбата за слобода на Македонија. Во борбата за слобода на Македонија. И по цена на животот. И по цена на животот. Нема да издадам тајни. Нема да издадам тајни. А сега пакнете ги пиштолот и ножот.
заколнав. Се заколнав. Се заколнав. Се заколнав. Се заколнав. Се заколнав. А сега, юнаци, да си изберите водач на кружокот. Се знае, Коле. Добро, сите ли сте за колет? Сите! Тогаш... Честитам, Коле. Од сега него ќе го слушате како војвод. Ти ќе видиш врската со градскиот комитет. Добро. А јас со војводата Рист. А ако ви требам, повикајте ме. 3 пати ура за револуционерниот кружок! Ура! Ура! Ура!